Со интензивна државна регулација регионот се брани од шоковите кои ги предизвика растот на цената на суровата нафта по конфликтот на Блискиот Исток. Од утрово Србија забрани секаков извоз на нафта. Пред 3 дена владата во Белград постави максимална цена која е околу 10% пониска од пазарната. Трошокот од ограничувањето заеднички го делат владата и нафтените компании, за што српската министерка за енергетика упати огромна благодарност. Во Хрватска по 9 месеци слободен пазар владата повторно го врати регулирањето, но за разлика од Македонија, кај нив цените ќе се определуваат еднаш на 2 недели. И таму товарот на поскапите енергенси го делат државата и бензинските пумпи. Државата се откажува од дел од давачките, а трговците од дел од заработката. I dalje ćemo voditi računa o sigurnosti opskrbe, da imamo dovoljno derivata za tržište. Evo već u nekim susjednim zemljama je došlo do poremećaja, do nestašica, mislim da nam je to prioritet i zato ove mjere moraju biti odmjerene i izbalansirane kako bi uravnotežili to sve da tržište ne ostane bez derivata, bez robe, a da opet cijene budu koliko toliko приуштиве. Словенија, која подолг период ги определуваше максималните цени, по стартот на нафтената криза го прошири опфатот на бензински пумпи, па сега, освен во градовите, цените ќе се регулираат и на бензинските на автопатите. Словенечката влада се очекува покрупни одлуки да донесе на седницата утре, а како што пишуваат словенечките медиуми, најверојатно ќе се оди со моделот на кратење на давачките за акцизи и профитот на бензинските. Мене прije svega strah da će sve ostalo da poskupi, upravo iz razloga što kad skoči gorivo, zbog transporta i takvih stvari, da će to da se iskoristi za novi spin inflacije i tako dalje. Nisam posebno zabrinuta, puniti neću ništa više nego što uobičajeno punim jer se neću spasiti. Dolaze razne informacije do nas da će nestati gorivo, da poskupljenje и све, тако да дефинитивно смо забринути. Албанија, Црна Гора и Бугарија се уште само го следат пазарот. Против високите цени во овој момент се борат со интензивни инспекции и разговори со нафтените компании. И по последното поскапување горивото во Македонија останува меѓу најефтините во регионот. Поевтино се продава само во Босна и Херцеговина. Земја со најскапи енергенси во малопродажба во моментов е Србија, каде литар дизел чини над 106 денари. Александар Спасовски, Сител телевизија.